дали некој ќе ве поздрави вас или мене, сигурно 100 души ќе ме поздрават. Не сте позната личност, одвратна личност сте вие во парламентот и кај граѓаните. Јас сум Кока-кола за вас измислен. Не сте позната личност. Ке ве молам, ако може Ваце да ми обозволи. Ве молам. Не сте позната личност и не може со мене. Вие мене сакате увек да ме брукате. Секогаш се закача. Добро, ова е нешто што на вистина се врти во последно време на YouTube и според мене нешто што нема да се повтори. Па може би најгледано е. Да. Господ знае колку има сега отварање на овој клип. Па победив, види. Ова сте вие вистински или е некој двојник ваш? Многу се мирен овде денеска. Па нормално треба да видим затоа што сите собранието е друго, ова е друго. Добро, во собранието ви се создава некоја тензија, нервоза или посебно ви спровоцира? Не е нервоза, видите. Тоа е една права ситуација која јас во парламентот на тој ден имавме бурна седница. Знаете која седница? Таа седница беше за министерката за култура, ова што требаше Камчева. Тоа и они дојдоа со метли тамо. Со метли и јас токму околу тоа тука почна таа тензија да се врти. Најнормално почна да многу напаѓаат и да ги споминаат ромите едно друго и најнормално господинот. Беговулја кажа, не треба? Да, мојот колега господинот Макадоли. Нормално ја и он си имаме увек. Ти уште сте во добри односи или после тоа не разговарате? Ја пак здраво му кажам на него и се поздравам. Колку он проаѓа така и здраво, до душа и он ми даа рака здраво, без разлика сега и све тоа. Значи Кока-кола е првот во брендовите според вас. Кока-кола како се спомнало? Кока-кола се спомнало меѓу првото, вие знаете дека пред 3 години, 3,5 години на Сител бев гостин, јас и господинот Шаван Салиев, кој сум го направил да биде пратеник во тоа време и по моето доаѓање од годишен одмор, знаете кај бев ја сите. Каде бевте немите? Знаете каде бев на годишен одмор? Од тука едно 15-14 километра, знаете тоа каде. Најнормално со 5 гол што му дадов на Бранко. Тоа време си го платив секој. Со 5 гол што му дадов на Бранко, нормално он кажа, тогаш после тоа ми кажа, јас кога ќе дојдам на вас, ќе ти дадам со глава гол. Нема проблем, ја го прихваќам, тоа е нормално. Сега тоа е 1-1, нормално. Значи 1-1. Добре, да речем да сте помирни. И дојде времето, нормално, јас отидов тоа, си го завршив. Кај што требаше, нормално е тоа. Но нормално, знаете, значи во све доаѓа политиката е нос со двеоштрици. Значи јас во тоа време нормално од страната на ВМРО ДПМН во на владател кој беше Лјупчо Ѓоргиевски, 61 бев, нормално јас не застанав од страната на Социјалдемократски сојуз кај Бранко, нормално и искочив на говорница, кажав со одлежав, направив све тоа и се вратив нормално и Шаван Салиев тоа време побегна од мојата политичка партија, кој му е остапив партијата да ја води, да ја прави, го направи да стане и градоначалник кандидат, изгуби, па после тоа пратеник, јас го направив во коалиција со ВМРО ДПМН, нормално со Груевски, преку мене, значи јас сум лидерот на партијата и ако не бев тука отсутен бев јас. Некој начин тој него ценеше се за тоа. Него ценеше, напушти партијата, искочивме на дуел и он ме напаѓа дека сум ја криминалец, дека сум ова, тоа, едно, друго, вамо, тамо, све нешто најнегативно. Ја му викам, Шаванага, така му кажав. Шаванага викам, дали знаеш првенствено ромски? И го прашав Џане, али Романе, он не знае да ми одговори Џанава Романе. И тука го пресеков и му кажам, ти не си прав ром. Значи не знаеш ромски и плюс за тебе. Јас сум познат во Република Македонија, затоа што сум јас од тука, од центарот на градот и тука сум роден на Христе Смировски. Јас сум за тебе во споредба Кока-кола, а ти си за мене една мала мивка, а тоа е еден обичен клик-клак сок. И таа беше споредбата. Таа споредба, после 3,5 години, ја употребив сега со Македони, затоа што Македони кога искача многу некако негативно наступува. Во собрание и многу врега. И нема ни фанови, никој значи нема. И со тоа гарантирам дека он во градот, овдека, јас му реков тој ден, значи сега во смирена ситуација, кажам, таму ги користам затоа што имав само 3 минути, а на 3 минути требаше на реплика многу работи да кажам, тоа е моето брзо зборење. Но јас му кажав председателот, барав за да даде председателот пауза, сите 120 пратеници да искочиме преку собрание низ трговски центар, докај дал Фуфо тука во центарот да искочиме, сега Пелистер
Да. старото име, да искочиме тука да видиме колку граѓани со мене. Јас реков дека со мене 100 граѓани ќе се поздрават, а со него ни 10. И значи јас сум за него позната личност, па не се плашат. Нека направат кој сака. Од сите 120 пратеници им кажам, слободно нека искочат кои се колку познати. Јас мислам дека да не сте вие во собранието, навистина ќе им биде стодевно. Па нормално ќе ги фати спајне иначе. Да. Спајне, значи јас споредба меѓу Кока-кола, Кока-кола е бренд и му кажа дека јас сум за него Бренд. Кока-кола бренд. Значи толку е мојата висина, А за кого сте уште вие бренд исто од парламентот, освен за Макрадули? Освен Макадули? Па не е добро сега да кажам кој. Хајде вака, јас во контекст на ова прашање би ве запрашала кој ви е така најомилено лице од опозицијата со кого сакате така малку да се закачнете? Па јас ви кажав дека увек се закачаме ја и Макадули. Освен Макрадули. Освен Макадули, нормално Шекеринска. Нормално. Значи, со Шекеринска од увек и порано беше напратеник и јас кога бев, значи можевме да реплицираме тоа. Тука сме исто со Горан овој Мицевски, нормално, тука затоа што... Она е по политиката, она ги знаем сите. Он наступува многу арогантно. Жустро, а нормално кога нешто има, јас искачам и нормално, затоа што никад не можам да добијам реплика од него. Така, меѓутоа и доста интересно... Затоа што јас кога ќе искочам и нема реплика. Нема реплика. Па тоа е нешто. Тоа е знак дека нема што да ви возврати на сето, тоа е дека вие све сте кажале. Меѓутоа нешто без коментар. Меѓутоа нешто што навистина сум приметила, а секогаш кога да кажам имате влегувате во дуел со некој од опозицијата и со кого имате реплика нормално вие, секогаш кога излегувате на говорницата, излегувате без текст и без нешто прочитано, што многу често се јавува кај другите пратеници. Имате моментална инспирација или се спремате? Видите, затоа што мене ми е овој трет мандат. 3 мандата сум во парламентот и мене не ми треба да читам, затоа што ако читаш, онда тоа не вреди. Не вреди, треба да ја осетиш ситуацијата што зборат, како зборат и треба у правиот момент да им го кажете што треба. Затоа што ако е напишан текстот и го прочитате, онда значи ви имитирате некој. Ова е лично мое, затоа што граѓаните на Република Македонија мене ме знаат кој сум, што сум, како сум и како искрено и сите граѓани каде ме најдат ме поздравуваат и викаат дека вие сте тој само граѓански што наступувате и граѓани, секој граѓани што може да ве кога ќе кажете нешто да ве свати. Затоа што многу сите околу Лесковац или околу Скопје или околу Охрид така ја вртат ситуацијата, значи да никад не дојдеш на или Кишо околу Крагуевец. Значи никад не ја кажат правата ситуација. Се продолжиме со вториот клип, па ајде и да го прокоментираме, да одговориме на некои прашања. Имотот на мајка ми е 37 години амерички државјанин во Америка и живеевме овде. Мајка ми живее исто и во Македонија. Целиот имот се води на мајка ми, све што постои живо диво. Значи, многу се зезнали. И го слушав ова. Дали ова треба да го објаснуваме? Што беше ова? Не може да го објаснуваме. Овдека беше со ова... Значи, анкетниот лист потпунување. Јас тој анкетен лист го потпунив онака како што требаше да го потпунам, затоа што јас можда сум многу богат, но богат на мој име у документ немам ништо. Значи тука се зафркнале многу. Зашто? Затоа што кај нас постои една друга работа, старателот ја води целата работа. Значи мајка ми е се уште жива. Мајка ми е амерички државјанин. 37 години плюс мајка ми живее во Америка. Доаѓа кога сака тука. Тука целиот имот, сите све што го имаме браќата, ние го имаме све на мајка ми име. Значи газда на целото имање, на целото богатство е мајка ми. Мајка. Супер. И тоа им значи дека им кажав оно отворено. Они мислат дека еве јас живеам во бутел, еден тачно